Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Господина Лав, дали ви е топло? Денес температурата е над 36 степени. Не ви доаѓа да рипнете во фонтаната? Не, јас сум тука на работна задача, ја морам да го чувам Александро, војнот на коњ, затоа сум платен, господјо. Ајде, не би ги чепкајте нозете. Кажи ми, како се разладуваш на горештини? Па се потам, не се разладува. Како се разладуваш на горештините? Со вода. Ама како се вода? Па не се разладувам дома под клима само. Не искачам од дома. Да. Ма се вам. Со павкало, со лепеза. Сигурно некој пивце, некоја лименка ќе отворам и златна фенка спасува. Барат се вода. Со вода. Со јадење уше од фрижидер, праски, цреши, најмногу тоа ме разладува, кога ќе го излетам после телбава ми однатре, ладно ми доаѓа и тогаш се дори. Кажи ми, дали во Скопје има доволно чешми за разладување? Нема апсолутно. Буквално треба да влезам у казино за да им побарам вода за да ме дадат за да се разладам. Има поише фонтани не учиш. Да? Да. Али не е хигиенски да се буднеш во нив да се избавиш. Така, ама па мора некој шмор. Нема. Треба многу почесто да има и чешми и јавни тоалети. Не. Катастрофално. Има, ама не функционираат, не работат. Зошто? Па не знам, најверојатно тие што имаат обврска да ги одржуваат не го прават тоа. Не. Ми се чини дека не. Моје мислење дека може повеќе, ама сега за сега добри сме. Ни требаат повеќе? Не мога. Нема, Не, ни се потребни повеќе? многу повеќе. Дали топлите бранови уште пред да дојде летото се резултат на климатските промени? Што мислиш? Па и на климатските промени, а пред се на човечкиот фактор. Мислам дека самите ние сме се виновни за ова што ни се случува. Ми се чини дека летото е потопло за разлика од пред неколку години и сегде, не само Скопје, сигурно е резултат на климатските промени. Најверојатно. Да? Најверојатно да. Веројатно, да. Ја мислам дека се. Да? Да. Ало, појма немам. Најверојатно се. Што мислиш? Да. Сериозно. Секако, вака не беше времето некогаш. А сега се прашуваме зошто вакви жештини во јуни. Така што сигурно дека има некој замешано во таа рака. Да, дефинитивно. И ладно кога е топло, кога е се осеќа поентата. Кога мисля дека е само топло, ама и ладно всушност. Дали Скопје има доволно базени и други рекреативни можности? Значи има неколку базени, 2-3, меѓутоа не се доволни за граѓаните, треба барем во секоја населба да има по еден базен. Да. Виште не биде. Апсолутно не. А знам дека функционира олимписки, но дефинитивно на Скопје му треба таква паркови за разладување. Мислам дека Скопје треба уште повеќе да создаде базени, за да можат луѓето да се освежат. Има базени, ама не се добро одржувани, не се за жал функција кој што треба. Мислам дека само 2-3 има најголеми. Нема доволно. Не? Нема доволно. Та треба да се отворат поише базени. Зошто никој не се рекреира на плажите на Вардар како што се рекреирале скопјани порано? Зошто? Затоа што ќе налапне некоја машина за перење или некоја гума што пове по Варда и најверојатно заради тоа. Тоа е добро прашање. Па, вајда, заради што не се грижат доволно еколошки за реката. И заради тоа што е многу валкан, многу е нечисто. Па и улиците се валкани и водите се валкани. Катастрофа. Прљав. Треба се чисти. Притла по цела. Мислам дека не е чист ватар. Водата не е чиста, е многу гадна и треба да се уреди да има и продавници за да се разладуваат граѓаните, да купат сладолед, лубеница, такви работи. Дека не е хигиенски веќе? Не е како што било порано, за жал. Штета, па мислам дека загадено со канализација и се ја уништија единствениот извор за заладување што го имавме го изништија. Скопјани се бањале во Вардар. Дали мислиш дека може да се вратиме на... Ако влижиме доволно активот, би можеле. Можеме секако, само треба да сакаат тие што се компетентни за тоа. Зошто не? Има. Технологијата е модерна. Може да се вратиме, му треба да сакаме и да се поттикне промен. Може да, ама ќе дефинитивно ќе биде подолга процедура. Ќе треба да се изчисти там. Да се бањаме, мислиш? Многу е било убаво, мислам дека веќе не може или нешто да се направи некој проект голем да се изчисти Вардар некако па да се бањава. А убаво би било? Било супер. Се вратиме на стари убави времиња. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.